Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис Именада, а во нив ќе гледате. Денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово се одржа завршната церемонија на проектот за борба против лажните вести. Играорците од културно-уметничкото друштво Свети Сава први од Тетово престојниот викенд ќе настапат на детски фолклорен фестивал во Романија. Лишени од слобода двајца малолетници од Тетово и од Тетовско Копањце затоа што одзеле патничко возило. Денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово се одржа завршната церемонија на проектот градење на капацитетите на медиумите во борбата против лажните вести и дезинформациите, како и поддршка на независните медиуми во Северна Македонија за време на процесот на членство во Европската унија. Универзитетот на Југоисточна Европа преку проект во борба против лажни вести и дезинформации. Медиумската писменост и информацијските вештини се од витално значење за идните професионалци и носители на одлуки. Поради тоа треба едукација на граѓаните уште од најмала возраст, како и да се развие способност така и населението како да се идентификуваат лажните вести. Се заклучоците на спроведените проектни активности. Во држави како наша, со не толку развиени институции, каде што не е доволно регулирана дејноста медиуми и создава простор за проширување се повеќе на лажни вести од сите аспекти, кои што на некој начин предизвикуваат и безбедноста на државата, на регионот и во целина, и не само тоа. Така да универзитетот, како учесник и носител на овој проект, ќе биде еден партнер посветен кој и понатака ќе вложува напори да развиваме вакви и слични проекти. Мислам дека веќе се прават некои напори тоа да се рефлектира и во законите. Меѓутоа треба да бидеме предпазливи бидејќи се зборува за слободата на изразување и при тоа не може таа слобода да биде ограничена во име на тоа да бидеме да бидеме заштитени од лажните вести. Затоа е овој проект и затоа се ваквите активности кои што се одвиваат во универзитетите и во образовните институции, бидејќи начинот на кој што ние реагираме кон лажните вести и дезинформациите треба да биде основан во едукацијата, во образованието и во способноста на младите луѓе, но меѓутоа и на сите генерации да ги идентификуваат тие лажни вести. Не може да се запира таа слобода, не може да се ограничи таа слобода, бидејќи е основна слобода на човекот. Секако дека и таа слобода има своји граници и има одговорност кога таа се злоупотребува, меѓутоа начинот на кој и во светот се пристапува кон ова прашање е преку образование и преку оспособување на младите да ги идентификуваат тие лажни вести. Дорој универзитети за пиесмарисине проектит Задоволни сме од резултатите на проектот и амбасадата на Чешка ќе продолжи да поддржува вакви проекти и се надеваме дека во иднина ќе имаме уште подобри проекти во оваа насока со цел да се едуцираат граѓаните за лажните вести. Инаку завршната церемонија на проектот за борба против лажните вести се одржа денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Комисијата за заштита и спречување од дискриминација оценува дека предлог законот за административни службеници предизвикува структурна дискриминација од огромни размери, бидејќи ги става во неповолна и нееднаква положба 25.000 административци во делот на одредувањето на платите. Од анализата на законот, комисијата утврди дека во законот постојат дискриминаторски одредби во областа на работата и работните односи на основ на заснован работен однос кај работодавач. Следствено, постои проблематичен член, односно член 71 од овој предлог закон, кој што ја уредува платата на административните службеници. Во овој закон
значи се прави дистинкција помеѓу административните службеници кои што се вработени во Министерство и секретаријати наспрема другите институции, односно се класифицирани како службеници во вработени во јавниот сектор. Од тука, ако имаме во предвид дека секој административен службеник ги исполнува истите услови, односно општи посебни критериуми кои што се задолжителни за сите административни службеници без разлика дали се работени во Министерство и секретаријати наспрема институции на јавниот сектор, тука законот, односно оваа одредба во однос на платата неоправдано прави разлика во платите. Како што знаете, постојат категории од Б до Г, кои што го уредува овој закон. И тука разликата е 200 бода, кои што се става, значи во поволна положба со овие 200 бода, оние кои што се вработени само во министерствата и секретаријатите. Оваа разлика од 200 бода во бруто износ изнесува 16.000 денари или 10.000 денари во нето износ. Цените на услугите на Агенцијата за катастар на недвижности во просек се зголемени за 25 до 30% со стапувањето на сила на новите тарифници. Причина за поскапувањето од оваа институција ја посочуваат во зголемените трошоци за електрична енергија и за одржување на катастарските ИКТ системи. Се наметна потребата од измена на тарифниците со цел да се обезбедат услови за нормално функционирање на работата, осовременување на техничката поддршка на испораката на услугите, односно одржувањето, надградбата на софтверот, апликациите и кои што се користат од страна на единиците на локалната самоуправа, други државни институции, професионални корисници, како и приватните геодетски друштва. Сите напоменати корисници немаат никакви финансиски обврски кон Агенцијата за одржување на овие системи. Односно, истите Агенцијата ги прави од сметката за самофинансирачки активности. Во контекст на ова, со новиот тарифен модел, поединечните цени и податоците од геодетско-катастарскиот информацијски систем и надоместокот за запишување во катастарот на недвижности не се енормно зголемени, како што се представува и манипулира јавноста. Напротив, тоа се цени кои се на ниво на реално направени трошоци за нормално функционирање и одржување на електронските системи, кои што се од исклучителна важност. Играорците од културно-уметничкото друштво Свети Сава први од Тетово престојниот викенд ќе настапат на детски фолклорен фестивал во градот Темишвар во Романија. Се подготвуваат со полна пареја, а пред публиката ќе се представат со 2 кореографии. Играурците на културно-уметничкото друштво Свети Сава први од Тетово во петок патуваат за Темишвар, Романија. Таму ќе настапат во рамки на детски фолклорен фестивал. Пред публиката ќе се представат со 2 кореографии, една на српска народна песна, а другиот настап ќе биде во знакот на македонскиот фолклор. Пред заминувањето за Романија, играурците неуморно се подготвуваат, иако фестивалот не е од надпреварувачки карактер. Целта им е, како што велат, да се представат во најдобро можно светло. Меѓународен фестивал, каде што ќе учествуваат преку 19 друштва. Од Македонија само сме ние поканати, така што со големо задоволство можам да кажем дека нашето културно-уметничко друштво настапува ширум не само Србија, Косово и Метохија, Македонија, него и на вакви фестивали во некои европски држави. А ова е сабор на србите во Румунија, организираат и повикуваат од цела диаспора, децата, пред се срби, а ние, нашето друштво е мешовито, значи учествуваат дечиња на возраст, морам да кажем, ова се дечиња кои ќе учествуваат од 11 до 15 години, затоа што е тоа дечји фестивал. Ние очекуваме сите добија по една кореографија, а вече ние побаравме, затоа што сме од Република
Македонија, Северна Македонија, да учествуваме со две кореографии, една да биде српска, а сакамо да го одбележиме и односно да го представиме и нашиот крај со една кореографија, една убава македонска кореографија. Председателот пак на друштвото Примислав Станоевиќ пред нашата камера направи кратка ретроспектива на настапите и гостувањата на друштвото во текот на изминативе месеци од оваа година. Оваа година Свети Сава одбележавме со една пригодна манифестација, односно имавме академија на Светосавска академија, меѓутоа не само тоа, кршевме и колач во црквата Свети Кирил и Методи. Сме гостувале на неколку мултиетнички тие фестивали, како што беше во Гургурница, во Основното училиште Лирија, на стадион. Традиционално во јуни го одбележуваме големиот празник, значи тоа го одбележуваме, не се слави, тоа е еден голем Видовдарски празник. Во текот на јуни месец ние овдека организираме Видовдарски денови и каде што избираме и 3 девојчиња, косовки девојки, кои се такмичат на значи на 26-ти одиме во Грачаница и таму покрај нашиот настап во Косово и Метохија настапуваат и дечињата се такмичат за најубава девојка, косовка девојка. Покрај ова, секоја година традиционално сме единствени од Република Македонија кои настапуваме на големиот меѓународен фестивал Сабор трубача во Гуча, повеќе од 15 на години, да не кажем. И оваа година бевме единствени и морам со гордост да нагласим дека единствен учесник од Република Македонија сме ние. И оваа година представуваме, тоа се одржува во почетокот на месец август. Во оваа година, покрај овие настапи, ние одбележивме еден нов празник кој се празнува во нашата матица во Република Србија. Тоа е 15 септември. Тоа е ден на српското единство, слобода и национална застава. Тоа се одвива по повод пробивањето на Солунскиот фронт. Така што и оваа година попомнати малку бевме од диаспората и го одбележивме овој голем празник. Како круна на се ова, дојде ова повикот од србите во Румунија, да нашата културното уметничко друштво Куц Свети Сава први гостува во Румунија, односно во градот Темишвар. Инаку, културно-уметничкото друштво Свети Сава први од Тетово, предходната година на фестивалот во Гуча, се закити со награда за најубава носија и Гран При. Јас би морал да нагласим дека нашето друштво минатата година добивме 2 пати, имаме добивано награди во Гуча, тоа се избор на носија, 2 први награди, минатата година бевме втори, а исто така покрај ова сме гостували во Сапарова бања во Бугарија и таму добивме првата награда. Јас оваа прилика би ја искористил да се заблагодарим на Управа за диаспора и сараѓа за Србима во региону, на нашето Министерство за култура на Република Македонија, а исто така посебна благодарност ние до нашиот градоначалник, до Советот на општина Тетово и до градоначалникот Билјалка Сами, кои свестрено ни помагаат да овие дечиња учествуваат на вакви фестивали. Лишени од слобода двајца малолетници поради кражба на возило. Приведено едно лице поради агресивно однесување кон полициски службеници. Во полицискиот билтен регистрирани и приведување на лица за издржување затворска казна. Случај на пронајден кокаин и пријава за исчезнато лице. Вчера во 9 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово, во присуство на родителите и службено лице од Центарот за социјални работи Тетово, лишиле од слобода двајца малолетници од Тетово и од Тетовско Копанце, затоа што половина час пред тоа на булеварот Благоја Туска во Тетово одзеле патничко возило Citroen со тетовски регистарски ознаки. Возилото било вратено на сопственикот од Тетово и по документирање на случајот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 15 часот и 10 минути на булеварот Маршал Тито во Тетово, полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово привеле 27 годишникот Скопско Кондово, затоа што се однесувал агресивно кон нив при извршување службени дејствија. По целосно документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок.
Вчера во 20 часот и 45 минути на улица ИВ Лола Рибар во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 2 лица од Тетово, затоа што кај нив биле пронајдени одземени кокаин и нож. По целосно документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци по член 215 од Кривичниот законник и член 80 од Законот за оружје. Вчера во 14 часот во полициската станица Гостивар, 45-годишничка од Гостивар пријавила дека од домот се оддалечила нејзината 22 годишна ќерка. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Вчера во 15 часот и 55 минути во Гостиварски Сенокос, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, со наредба од Основен суд Гостивар привеле 54 годишникот Сенокос за издржување на затворска казна. Лицето е спроведено во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. Вчера во 22 часот и 45 минути од улица Мајор Чеда Филиповски во Гостивар, полициски службеници од СВР Тетово, ОВР Гостивар, со наредба од Основен суд Гостивар привеле 37 годишникот Гостивар за издржување на затворска казна. Лицето е спроведено во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. Согласно статистиките и аналитички согледувања, користењето на мобилен телефон додека управуваме со моторно возило е крајно сериозна закана, чија цена се човечките несреќи и трагедии, истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на денешниот научен собир посветен на оваа проблематика. Користењето на мобилни телефони не му е местото во сообраќај. Без разлика дали станува збор за управување со моторно возило, минување на низ сообраќајници или пак велосипедска рекреација. При тоа не исклучувајќи ниту еден учесник во сообраќајот. Од аспект на полициската работа во контролата на сообраќајот и почитување на сообраќајните правила и прописи, драстично зголемувајќи ги нашите пред се контролно-репресивни активности, за што јавноста секојдневно се информира, можеме да констатираме дека сообраќајниот прекршок зборување на мобилен телефон во последниот период бележи пораст, па во изминатата 2021 биле процесуирани дури 1617 вакви прекршоци. Оваа година од нејзиниот почеток, заклучно со крајот на септември, санкционирани се 2128 возачи за користење на мобилен телефон при возење. Порастот на бројката е резултат на рапидно зголемената активност пред се на полицијата во санкционирање на непочитувањето на сообраќајните правила и прописи. Тој податок секако оди во прилог на оправданоста и ефективноста на засилените сообраќајни контроли, но со оглед на трендови на живење и функционирање, далеко од потребно е да поверуваме дека само репресивното делување е ексклузивниот лек, што ова појава може да ја елиминира од факторите причинители на сообраќајни несреќи. Министерството за животна средина и просторно планирање ја подготвува програмата за финансирање на управување со посебни текови на отпад, која е креирана за враќање на средствата собрани од надоместокот за биоразградливи кеси во проекти за животна средина. Со парите од Фондот за управување со отпад ќе се набават 5000 контейнери. Од крај на септембр, заради тоа е 3-месечна квартална изјава и плаќање од супермаркетите и другите, имаме околу 96 милиони денари собирани во фондот за управување со отпад, така се вели тоа е нашиот фонд сега. Да очекуваме до крај на година да имаме 120 милиони денари во таа фонд. Тоа целосно ќе биде инвестиран за управување со отпад. Тоа значи дека идејата е да набавиме 5000 контейнери и да споделиме на сите општините во државата за селектирање на хартија, пластика и конзерви, но ние само ќе дадеме тие контейнери на општините ако тие потпишуваат договор со колективниот постапувачи. Заради тие ќе биде надлежни да собираат таа селектиран отпад од општините. Ова има два идеите. Прво, да почнеме со селектирање на отпад. Втората е да намалиме трошоци на општините, бидејќи колективни поставувачи ќе земат собиран отпад, и третата помала количини на отпад за депониите.
Ќе почнеме во јануар ќе бидат одобрен прифатен програмата од влада и очекуваме веднаш ќе отвориме тендерска процедура за набава на континерите. Очекуваме дека до април, мај, најкасно мај ќе споделиме тие континери. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!